Обезбедувањето на опрема за лавинска безбедност треба да донесе повеќе фрирајд скијачи и сноубордери на Попова шапка и да го зголеми бројот на туроператори кои ќе ги нудат капацитетите на шара пред странски туристи. Опремата која беше промовирана денес е обезбедена со швајцарска поддршка преку програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ. Активниот туризам е една од најбрзо растечките гранки на туризмот на глобално ниво. Освен тоа што е одржлив во смисла на дозволува развој во поголем број на сегменти, исто така многу придонесува и за развој на локалните заедници и економијата во локалните заедници. И токму заради тоа и Швајцарија го поддржува развојот на активниот туризам во државата и денес сме тука и на Попова шапка за да зборуваме за една поконкретна мерка, односно подобрување на безбедноста во активниот туризам, бидејќи ако немаме стандарди за безбедност, не можеме ни да привлечеме повеќе туристи. Операторот за фрирајд услуги Шар Аутдорс покрај набавката на опремата спровел и обуки за планинските водичи за користење на истата. Опремата која што добивме се состои во она што го викаме абецеда на лавинска опрема, тоа е лавински пребарувач, трансмитер, лавинска сонда, лавинска лопата и airbag ранец кој што го носам во моментов. Сите овие три претходни елементи што ги спомнав ги собира овој ранец. Трекерот се носи директно на скијачот и тој цело време трансмитира сигнал доколку имаме некаков проблем лавина и е зафатен од лавина, можеме лесно со тие пребарувачи да го пронајдеме. Сондите се користат за она фино пребарување, лопатите нормално за откопување, додека airbag ранецот од старт би требало самиот човек да го активира при проблем, повлекувајќи ја оваа рачка и да се отвори еден балон како airbag позади него кој што ќе го заштити неговиот врат и ќе го направи многу поголем за да може да остане на површината на лавината. Ранците и балоните кои што се дуваат се со дречлива боја, за да можеме многу брзо да го лоцираме последната точка каде што го гледаме скијачкот кој што евентуално би бил зафатен од лавина. Настрана на опремата не би вредела ништо доколку не ја добиеме и обуката за користење на таа опрема, така да во истиот проект беа внесени и обуки со експерти кои што држаа предавања теоретски и практични за лавинската безбедност. Исто така и прва помош давање при повреден во лавина или било каков повреден во овој тип на скијање. Во моментов има вкупно 12 планински водичи кои ги обслужуваат сноубордерите и фрирајд скијачите на падините на Шарпланина.